Најчест излезен документ е излез према купувач, испратница од магазин кон купувач и фактура. Одиме во излез, го бираме магазинот, документ и испратница купувач. Може нов документ, денешна дата, купувач, фактура наша. Со клик на фактура се бира следната фактура. Фактурите може да бидат поврзани со повеќе магазини. Една фактура може да има повеќе испратници, повеќе магазини, а последователно се бира следната фактура. Значи, претходна фактура е број 2, ова е број 3. Дата со испратницата е иста, 11.6. Валута можеме да дефинираме стандардно да не излегува колку дена валута, или можеме овде да кај секоја фактура посебно да назначиме колку е валута во денови. Во долниот дел ги бараме артиклите. Тест 5, количина 4. Не излегува предвидената цена со ДДВ за продажба. Можеме да користиме работи, значи од стандардно од заштитена од предвидената цена работ, или да на цената без ДДВ да одиме со работ, или да одиме со генерален работ. Ако внесеме цена 25, се пресметува цена без ДДВ колку е на нас. Ако имаме фактура, можеме веднаш овде да ја печатиме фактурата. Претходно поставено лого кај табели клиенти. Во моментот кога се формира излез од некој магазинско место, продавница или магазин, ова е цената спрема купувачот, без ДДВ и со ДДВ. Но имаме магазинска цена која се формира во моментот на креирање на документот. Ако ја погледаме картицата на документ на овој артикл, имаме влез по 23,8, влез 23,81, 23,08 и во моментот се формира просечна цена излезна со која се одобрува магазинот 23,71. Таа цена е ни овде. Ако имавме ситуација да немаме по кој основ да се формира цената, ќе беше овде цена 0 и магазинот нема да се одобрува. Што значи ќе треба отпосле да се направи дефинирање на излезната цена од магазинот. Во фактурата можеме и да, освен стандардниот опис, да го зголемиме со нешто дополнително. И тој опис ќе ни излегува као дополна на основниот опис. Можеме да го бираме овластеното лице, дали ќе биде управителот или друг. Ако е управителот, на фактурата ќе пишува законски застапник. Ако е друго лице, претходно дефинирано кај табели клиенти, тогаш ќе пишува само овластено лице за потпишување на фактурите. Можеме да дефинираме и возач и возило, или рачно да ги внесеме и потоа да ги бираме веднаш ни се наоѓаат после во изборот. Значи, кој ќе печатиме фактурата, имаме возач и возило.
со излезната фактура, кај документи, можеме да место фактура да печатиме испратница сам. Испратница купувач со истите елементи. И можеме и товарен лист. Товарниот лист ги зема подаците директно од испратницата, а ако дефинираме бруто тежина и запремнина кај артиклите, може да добиеме вредности кај и за овие два елемента, да биде малку покултурна испратница, товарниот лист. Доколку сметководителот сака да има излезна калкулација као документ, овде може да се печати излезна калкулација. Или чиста испратница, или испратница без цена. Чисто да има само количина. Овде имаме исто испратница, но ова испратница е излез по магазинска цена. Значи ова не е за према купувач, бидејќи со тоа ќе си ги прикажете колку ви се набавните цени на артикулот.